Почитувани слушатели, јас сум Боријан Јовановски, на Сашо Ордановски му го честитам 10-тото јубиларно издание на подкастот Политиканти. Почитувани слушатели, јас сум Сашо Ордановски, на Боријан Јовановски му го честитам 10-тото издание на подкастот Политиканти. Фала. Сашо е уште во Африка. Почнеме славенички. Сашо е уште ние во Африка, на јака дистанца сме. И овој квалитет на снимката можеби нема да биде најдобар, но ке Сашо за колку се враќа? Скоро? Учена недела? Се враќам идната недела, иако мислам дека следниот подкаст ќе мораме да го тереме од Адис Абеба, бидејќи јас ќе се движам на кај Македонија. Боријан станав како Лорец од Арабија, да ти кажам. Кој не го гледа тој филм, кој не го гледа, му препорачувам да го прегледа, иако е 3,5 часа долг, меѓутоа е навистина еден одличен филм за тоа, за да разбере отприлike зошто можеби ова, да кажам, квалитетот на снимката не ни е перфектен. Добро, следниот пат може нешто од Адис Беба ќе донесеш, ќе ни кажеш што е, како е таму. Кафе. Да. Туку кога сме на тема Африка и тој таму свет, да позборуваме за правосудството во Македонија, сакаш? Сам имам асоциации. На правосудството во Македонија. Асоциација, ме лупа асоциација. Види, па има ситуација, денеска еве сега уште една пресуда, уште едно обвинение застаре ова за Титаник, мислам, колку и тоа обвинение да беше вака нејасно во однос, поготово со сите други што произлегува од бомбите. Како и да е, уште еднаш судството покажа дека не може да се снајде. Не може да се справи со предизвиците кои што се поставени пред него. Очигледно дека не е тоа дали овој случај застаре само, тоа е само по себе проблем, туку очигледно е дека се под жестоко притисок на јавноста, тие преспоро се менуваат, преспоро реагираат на она што се очекува да го прават. Не е тоа само овој, денеска мислам дека таму обвинителските органи решија да разрешуваат претходната обвинителка Нели Рускоска. Потоа мислам дека неделава се промовира и новите суди и обвинители од Академијата за судство, така што ова е една судска недела, би се рекол правосудна недела, ако смеам така да кажам. Меѓутоа, кој ќе се избраат работите, се крева еден гнев кој што се прелева само од чашата на судството и мислам дека станува една општа назнака за, па дури би рекол и за времето во кое живееме, бидејќи ова незадоволство од судството мислам дека наскоро ќе кулминира. Морам, неделава се случи една сосема случајно, јас Сашо морам да ти кажам, ми упадна во инбокс, не ја најдов на ниеден наслов во медиумите и просто не ми е јасно како не е објавена, изјава на министерот за правда. И тоа е нешто, мислам, што ни се случува вака, прв пат пак да слушнам такво нешто. Министерот за правда да ги повикува обвинителите да бидат независни. Стварно, мислам, оке, звучи парадоксално, мислам, не знам како, но ме изненади. И најдобро е што ги повикува, ги подсетува во неговата изјава на бројните обуки на кои луѓе од правосудството воопшто беа испраќани со фондови на Европската унија, со огромни средства кои Стейт департментот ги вложи. Ја не знам каде не ги однесоа, ја само еден мал дел вака што попатно сум се информирал, но знам дека во таа реформа е вложено многу, вклучително и во надградување на овој човечки потенцијал и капацитет со кој располага правосудниот апарат. И сега очигледно е дека после сите обуки, после сите укажувања, после дигање на едно толку високо ниво во секој аспект политичко, да понатаму тие луѓе не можат да се дел од нив, не велам сите, да застарат на своји нозе и да демонстрираат интегритет со оглед на сите регулативи, закони, сите поволности што тие ги имаат и кои ги штитат
да бидат независни. Мислам, во таа смисла ние немаме никаков проблем со законот, ако не се лажеме. И оне сосема во ред во таа смисла да гарантира независност. Но просто луѓето, јас мислам и тоа ми е потврда и за мојата теза дека ние имаме длабок културолошки проблем, просто не можат да застарат и да сватат дека од нив зависи правдата, а не од тоа дали им се јави ово или оној. Знаеш како, Борјан, го влечеме тој проблем уште од осамостојувањето на Македонија, значи едно 30 години наназад. Мислам, океанската длабочина на тој проблем се случи за времето на Груевски и Мијалков, и мислам дека тоа, ако бидеме фер, тоа е пред, значи, 6-7 години, од она што го слушнавме и она што беше практика во тој режим, судството беше едно од главните алатки за разноразни криминални дејанија кои што се случува и кои што ние не знаеме ни 5% од тоа што таму се случувало и така натаму. Сега, што е право, овие милиони фргани од страна на странците, и мислам дека и кај нив веќе трпението им е при крај. Ние имаме контакти со разни луѓе од дипломатијата и така. Ова што американската амбасадорка постојано го говори, дури да си пристојна земја, тоа би звучело непристојно што она го кажува, ама пошто сме ние непристојна земја, тоа звучи сосема пристојно што таа го кажува, а тоа е дека, знаеш, таму се уште нема една масовно освестување. Не се работи за тоа дали има 3-4 добри обвинители, дали има 5-6 добри суди, секако има. Судството на крајот на краиштата секојаш има и просечен кадар. Меѓутоа во суштина ова што ти го велиш, тие се навистина се заштитени бели мечки според својот статус, според законските овластувања, заштитите што ги имат и така натаму, но се уште во сензитивни случаи, значи ја не говорам за граѓански спорови, можда не говорам за стотици илјадници случаи кои што се секојдневно се тркалаат низ судовите, иако и таму има милион проблеми. Меѓутоа во суштина се уште немаат воспоставена една морална интеграла, една морална вертикала, ако сакаш, според која она што тие го прават треба да разберат дека се однесува на целото општество, и тоа незадоволство така и почнав, мислам, на крајот се прелева од чашата на судството. Ова што го коментираш ти за министерот за правда, според нашите закони министерот за правда има многу малку овластување за да влијае врз судството и обвинителството, и така треба и да биде, тоа не е случајно така направено, се разбира. Меѓутоа и покрај притисокот од јавноста и покрај целата оваа ситуација и ова ние што денеска го разговараме и така натаму, се уште споро се движат. Тоа говори дека всушност се работи за една, како да кажем, култура на институција. И тие прашања тешко се менуваат, ако нема вистинско лидерство, ако нема вистинска, како да кажем, ние не видовме суди и херои, многу малку, ајде да не бидам неправеден до крај. Многу малку видовме суди, херои обвинители кои што ќе застанат и ќе кажат не, ова веќе вака не може и така натаму. Да, има една мобилизација во последниве, да речеме, можеби месеци, ете и година, две и така, но тоа се уште е малку. И апропо суди и обвинители херои, ќе се навратам на мојот документарец за борбата против мафијата на Сицилија, во Палермо, например. Сликите, тој има огромни мурали на секаде по Палермо од Борселино и Фалконе. Они се трагично завршија, они се икони, то нешто му доаѓа као Исус Христос, Богородица и Фалконе и Борселино. Не, сериозно, тоа се култо, да, народни херои апсолутно вака кои се тука нема дилема околу почита. Јас се видов со керката на Борселино, мислам, самата таа со тоа што му е керка на Борселино е, како да кажам, во Палермо е она се клањаат. Многу една чудна ситуација, затоа што да, тие луѓе, и тоа ми беше мене и приказката, фасцинираа со интегритетот и храброста кој ги покажа. И сега пази, во оваа една ситуација на корумпираност, на криминалка и нас, тие суди и обвинители стварно имаат историска шанса. Не може да се јави некој во Швајцарија судија да се прослави, да стане уау, као нешто. Што да направи? Нема многу што да направи. Но во земји како што е нашава, и тоа како е потребен тој тип на херој, односно тој тип на херојски акции кои потоа ќе го направат резот во судството, ќе го постават репер. Ама Борев, да те подсетам,
Да те посетам, додека СДСМ беше во опозиција, начело со Заев и предходно, инсистира на тоа дека обвинителот, јавниот обвинител треба да биде предложен и избран од страна на опозицијата. Кога дојдоа на власт, заборавија на тоа инсистирање. Се избра свој јавен обвинител, кој што ми се чини дека по ништо човекот не се прослави, освен по амбиција да стане останали уставен судија, тоа веќе и не следна, мислам, да ги го промовира во уставен судија. Значи, секам да ти кажам, знаеш како, додека се во опозиција, нашиве партии, нашиве политичари имаат еден став за тие проблеми, истото ќе биде кој ќе дојде ВМРО, кога ќе дојде повторна власт, истото тоа ќе го направи. Немој да мислиш дека ќе побараат личности кои што ќе може да функционираат независно и така. Тоа сепак говори за една поврзаност помеѓу политиката и судството и криминалот, бидејќи тоа е триаголникот, нема четврта страна во тоа, во која што се уште има многу важно кои се тие луѓе кои што отвараат предмети, како ги водат и на крај, како тоа завршува во судски процедури. И мислам дека ова незадоволство на крај, ова што разговараме, дека е притисокот врз судството, види, ја се уште не гледаме оваа власт сега што е на власт во Македонија последниве 5-6-7 години, веќе колку станаа, тие не направија никакви, освен што многу, како да кажам, зборуваат, не направија никакви други решителни акции со кои што ќе покажат дека тие притискаат нешто да се случува поинаку во судството. Тие, знаеш како, само верблаат како празни воденици и од тоа нема ништо. Значи, тема ни е сега СДСМ. Па така да направи ова резот да го направи. Да. Види, Сашо, па тоа, значи затоа велам, не е проблемот е во затоа културолошки во културата да се перцепираат демократските вредности, да се проживеат, како да кажем. И тука има проблем, тој цел апарат на околу тие сите луѓе околу СДС, тоа малку кој го може да го разбере тоа. Па погледни го тие го истражувањето сега што излезе за јавно мислење, дека сме најхомофобични, најконзервативни во Европа, значи еве го денеска се појави тоа истражување. 68% од граѓаните кај нас велат дека не би можеле да поднесат нивниот ќерка или син да биде во геј врска. Како тоа е 68%. Значи во цела Европа е правење мерењето и во земји кои не се членки на Европската унија. И ние сме најлоши. И види, тоа е тој проблем уствари. Тоа е таа матрица во една провинцијална матрица во која е целиот свет напикан. И не знам како тоа ќе се надмине, и затоа често и изборуваме, може еден подкаст треба да посветиме малце по длабоко на темата образовен систем, бидејќи тоа е единствениот начин да се направи некаков рез. Ја не гледам друга можност. Борјан, многу е широка темата, се разбира, ама ние сега не ќе да ги решиме проблеми. Јас затоа и мислам дека стварно треба да се позанимаваме малце подлабоко со овој наш социјалдемократски сојуз во Македонија, кој што постои, кој што бидејќи, знаеш како, тие се одсекогаш биле главните носители на либералните политики во државата. Ова ти што говори за хомофобија, една страшно растање на авторитарна свест, една големи порасти на антидемократски, како кажам, една атмосфера, чувства и така натаму. Тоа во крајна линија не е резултат само на светските случувања, бидејќи да, во светот тие динамики од нагоре, угоре, удолу, зависно од тоа како се третираат, но е резултат на едно опустошување идеолошко кое што ни го донесе СДСМ во последните години, уште од времето на Заев па наваму, каде што практично ја утепаа либералната агенда. Јас напишав еден текст пред едно 4-5-6 месеци, каде што констатирав дека повеќе во Македонија либерална агенда не постои на ниеден релевантен начин. Сега, СДСМ се претвори во партија во која што ништо битно не се дискутира. Не само што не се дискутира ништо битно, освен овие папагалски расправи за Европска унија и така натаму, но тоа се технички работи. Нашиот пристапен преговарачки процес во Европската унија, тоа е една, како да кажем, еден процес кој треба да биде технолошки процес во кој што се разбира дека е важно што и како се случува, се разбира дека е важно да се одвива, но тој не ја исцрпува потребата од разговор за вредности, од разговор за идеологија,
ако сакаш од разговор за тоа што всушност владеачката партија промовира. Тие не промовираат ништо. Денеска зградата на СДСМ е едно од најпразните згради во државата. Таму претпоставам дека има нешто вработени луѓе, по некој функционер ќе се промота и таму ништо не се ни дебатира, ниту се конферира, ниту се разговара за не се разговара ни за практични проблеми, а не па за сериозни, да кажем, идеолошки. Јас сум во контакт со разни луѓе во Македонија, како и ти претпоставам, знаеш кај да отидеме ни приоѓаат луѓе, зашто друго разговараме ако не за политика. Во многу од општинските организации на СДСМ постои еден очај, би рекол дури. Очај во смисла на тоа дека тие не знаат што да прават. Од кога ќе се исцрпи расправата за кадровските потреби, да го вработиш СИДМИ, да ја вработиш на АМИ и така натаму, потоа добиваат од централата повремено некакви, како да кажем, некакви соопштенија кои треба пред некоја камера некој од општинските раководители да ги исчита со напад на опозицијата, се разбира. И ништо друго не се случува во најголем дел од тие општински организации кои што би претпоставувало разговори, собирања, дружења, разменувања на информации, како да кажем, контакти со централата, одење во централата, се нормален партиски живот, тоа е сведено на нула. Најдрастичен пример е, се разбира, општина Куманово, која, да не заборавиме, таму веројатно најголемата општинска организација на СДСМ. Таму во едно Куманово во кое што СДСМ од секојаш традиционално историски бил најголемата партија и секојаш таму биле победите на СДСМ повеќе или помалку неспорни. Сега ти имаш најмалце 3 раскарани струи. Едната е, се разбира, на Максим Димитриевски, актуелниот градоначалник, кој мислам дека веќе е практично и отцепен од СДСМ, со голема група на своји следбеници, нели, кои што таму ги мобилизира. Другата струја е на Оливер Спасовски, кој што е во една латентна напната ситуација со нашиот премиер Димитар Ковачевски. Значи, во едно Куманово имаш тотален хаос. Ја и не знам таа општинска организација во Куманово дали што нешто прави таму, во смисла, види, мене не ме интересираат нивните партиски димензии на работи, тоа може да нешто и прават. Ние не сме чуе ова за што говори, знаеш како. На крајот кога ќе ги видиш истражувањата на јавното мнение, гледаш едно зацврстување на авторитарна свест, едно зацврстување на тотално и либерални, антилиберални политики, едно барање цврсти раци, едно обожавање на лидери како Путин и како Ердоган. Да не мислиш дека во СДСМ е различен просекот од ова што го читаме во анкетите? Не, Сашо, тоа сакам да ти кажам јас со истражувањето. 68% од луѓе во тие 68% има сите се тоа, како да кажам, просто сите структури. Оние што се некои 20 на таму кои се либерални, тоа се луѓе уствари кои не припаѓаат на партија. Тоа е проблемот. Инаку нема потреба ти што велиш општински комитет да одам да видам што прават. Не се, тоа се гледа во реалноста. Они не успеа да демонстрираат никаква, како ти кажам, да материализираат во македонската реалност ниту една либерална вредност. Тоа сме го разговарале. Они не успеа да направат реплика на Скопје 2014. Затоа велам некојаш Груевски, ваков, таков, он имаше, го изгледа и нешто кажа. Глупо беше тоа, тој наратив, ама кажа. Мислам како и да е. Овие не можат да вратат на тој глуп наратив да го неутрализираат. Иако дојдоа во голема мера на власт, благодарејќи на надежта дека тој наратив ќе се изгради некогаш. Не само нашата, туку благодарејќи на една голема енергија и кадровска енергија, меѓу другото, што ја понесе шарената револуција, кој што во принцип не се луѓе кои беа партиски членови. Како тој Бран го потроши, така остана на својата безидејност. Види, не можеме да разговараме за СДСМ, да не разговараме за нивниот председател за Ковачевски. Мислам, на крајот од краиштата сепак лидершипот на партијата, заедно со генералниот секретар таму, нели, мислам дека тие се оние кои што се задолжени да го даваат тонот. Ковачевски сега веќе после година и 3-4-5 месеци колку е веќе и на власт и во партијата и во како премиер на владата. Јасно е дека човекот нема харизма, дека човекот нема, како кажем, дека тешко може да мобилизира некого со својата визија. Он во принципи не е визионер. Знаеш како простата дефиниција за тоа кој е менаџер, а кој е лидер е во тоа што менаџерите немаат визии. Менаџерите се тие кои што спроведуваат планови и Ковачевски е можеби и добар како да кажем, како за менаџирање на ситуации. И тука бе да, лидерите се оние кои што гледаат за
лидерите се оние кои што го гледаат хоризонтот и кои што во суштина инспирираат. Еве ја да те прашам кого инспирира Ковачевски? Ајде. Не само партијата негова, зашто и кого инспирира? Еве гледам целата оваа додевна кампања на негови шетања по пазари. Мислам, тоа се такви глупости, па нормално овие од ВМРО ќе го начекаат, па ќе му пуштат некој активист, па тоа после е главна вест и отиде целата кампања низ вода, бидејќи 2-3 дена се шегуваат околу тоа како некој го начекал и така натаму. Значи, ако не може лидерот да инспирира доверба, ако не може да мобилизира околу некаква визија, кај нас не е визија да кажеш јас сум за Европска унија, добро, сите сме за Европска унија и сега шо? Значи, тоа сепак не може да биде да биде добро за лидер кој што треба, особено во земји како Македонија, да направи пресврат. Но види, затоа на крај ни се јавуваат овие други кои имаат други харизми и кои што потоа мобилизираат на своите екстремни агенди маса народ и некој од овие во опозицијава. Не мислам при тоа на Мицкоски, мислам дека и он е човек кој што нема харизма, меѓутоа некој од помагаја партии има луѓе со некакви харизми кои што мобилизираат за своите радикални идеи. И сега, како да ти кажем, еве го таму е овој Ковачевски, не се случува ништо битно околу него и со него. Он е, Боко, ако смеам да кажем, он е како да кажем, на извесен начин како производ на една школа на телекоми за создавање менаџери. Знаеш, значи таму се учат работи како да се заврши процесот, се учат работи како точно да се направат работите, ама не се вродува визија од тоа, не се водува во тоа смисла некакво лидерство и така натаму. Тоа е мојот заклучок. Тоа и се гледа, он е дека се бави само со тоа кај што менеджментот е важен и изгледа дека таму и се снаоѓа. Ова, не знам, струја, дај ваму, нафта, газ, не знам што, тоа веројатно тера некако. Еве, зимата некако помина, добро, сега и не, фала Богу, немаше некои големи минуси, така што добро пројдовме генерално, но да, он е во еден затворен партиски круг, во тој еден протоколарен живот кој е веројатно доста динамичен и интензивен и нема никаков контакт, ниту пак се обидува да воспостави некаков диалог со некои структури во општеството. Еве не со сите. Нешто, некаков диалог да поведе, да стимулира, да отвори. И тоа е, да, не, таму фали лидерство, апсолутно. Тоа се гледа од авион. Јас не сум сигурен дали воопшто има диалог внатре во партијата кај. Па нема, јас мислам дека нема. Ја не знам дали таму воопшто луѓето седнуваат и разговараат за нешто што е важно, а не за некакви практикали околу владење. Значи да ги разговарат, види, тие анализи ги правиме веќе што е право подолго време, додека беше Заев на чело на таа партија, сепак имаше една друга визура партијата заради неговата, тој е сепак човек со некаква харизма, другарче и така натаму, и тој покриваше многу од работите, ги компензираше со својата личност од работите кои што делува и недоветно и недоправени, исто така недодискутирани и така натаму. Како што Заев замина, а при тој не знаеме дали што сема замина, бидејќи гледаме дека е прилично активен од Струмица. Така партијава се сведе на една технократско менаџирање. Сега, знаеш како некој вика, па добро, фала Богу, конечно имаме технократ премиери, така доста не од овие харизматични премиери како Груевски, Љупчо Георгиевски, така натаму, па и Бранко Црвенковски, нели? Меѓутоа не е доста. Во пракса, во политиката секогаш мора да има нешто повеќе од само менаџирање на процеси. Инаку се работи не само туку мора да има. Што се добри за фабрики, а не за општества. Без визија, без идеја јасна, дефинирана, која има и свој акцијски план. Они немаат акцијски план со кој ќе спроведат работи кои ќе сами по себе персеќа изразат таа идеологија. Тоа е она што фали. А потоа тоа се прелива во општеството и потоа се прелива во општото расположение и се прелива конечно во овие мерења на јавноста, на јавното мислење кои што гледаме какви се. Апропо образованието. Мислам, поправиме ако грешам, но по мене единствената сериозна дебата во јавноста се водеше во врска со предложените реформи во образованието. И таа потраја некоја време, доби во квалитет, ја бев
пријатно изненаден и непријатно се разбира од за, против и така натаму, но течеше една дебата која навлегуваше во подлабоко во суштината на проблемот. И ја еве до ден денеска не знам што се случи, таа реформа се заборави, Мила Царовска замина, не знам што е позадината, дали таму си става сопки самите и како по се она што беше, ја гледам Царовска дека излезе, ја го напушти владата фрустрирана, зошто точно нешто се случи во секој случај. Како дека, но ете не успеа да речат една битна работа ќе направиме и тоа ќе остане, како да кажам, во нашето време. На страна сега преспански договор и тоа решавање на тој проблем. За тоа, окей, но тоа е во еден друг домен. Кога зборуваме за овие обштествени битни работи, тоа беше се што покаже СДС во овие неколку 6 години колку се на власт. Па види, Борјан, заправо малку поинаку еве да ти поставиме работите. Зошто за 6 години ние има ис министер за полиција, а 5 министри за култура и за образование? Добра илустрација, да. Па то ти кажува која е вредноста која тие ја поклонуваат на тие ресори. Значи, СДСМ традиционално на образованието и на културата гледаат со едно подценување. Гледаат, речи си како на товар, тие не гледаат како на поважна димензија од Министерство за внатрешни работи, па ако сакаш и од пола други министерства. Види, ја не би рекол... Знаеш, имам... За нив последни се работите и мињата кои ги расправаат за Министерство за култура и за образование. И најчесто тој го оставаат на коалициони партнери и така натаму. Види, во ВМРО не беше така. ВМРО спроведува политики низ тие министерства за менување на општествените реалности. Именно. Но на лошо, тоа е проблем. Погрешни, нели? Меѓутоа, Груевски знаеше вредноста на тие министерства преку кои се прави една едукација и се прави едно, како да кажем, воспитување на генерации кои потоа живеат во таа држава. За СДСМ се тоа онака колатерални министерства. Тие се први со кои што тргуваат. Тоа е проблем, Сашо. За 5-6 години 5-6 министри. СДСМ ја имаат прогресивната идеологија, но поима немаат како тоа се прави. А овие обратно, оперативци се опасни, но тоа е, идеологиите им се конзервативни. И они, сети се, кога решија веронаука во образование, па со абортусот ќе го забрануваат. Знаеш, просто ја тераат таа нивна агенда идеолошка во насока на менување на реалноста согласно таа идеологија. И на крајот криштата така треба да биде тоа. Но проблемот е добро, кој ќе добие поддршка од гласачкото тело. Но работата е што кога ќе дојдеш со некоја идеологија на власт, ти таа треба да ја покажеш и во реалност. Епа, ете, можда е како кажем, диагноза што ја правиме доволна за тоа каде се наоѓаме. На крајот на криштата сепак да се вратам на клучната поента. Види, сето тоа во крајна линија зависи од лидерите. Заев немаше капацитет, па да кажем, ни интелектуален, за да преку овој тип на образование, култури. Види, сите нив кога ќе ги прашаш, они одма ти даваат одговори кои што се точни. Меѓутоа, во суштина, кој ќе ги видиш политиките, прават се што не е точно околу тоа што треба да прават. А потоа, кога ќе смениш 5-6 министри, потоа тоа значи дека влада е хаос од институции, значи дека се воспоставува една потполно друга агенда, потполно друг дневен ред, таму кој што го води администрацијата со своите интереси, со своите влијанија, со своите, како да кажам, бази на некакви ситни покрупни корупции, помали, поголеми и така натаму. Таму и нема големи, можеби, пари толкави за да се прават големи корупции, ама има доволно за правење на онака да кородира цела една општествена дејност. И тоа е, мислам, една трагична ситуација. На крај може да раскажем една анекдота, ако сакаш, бидејќи кога Ковачевски стануваше премиер, ми беше гостин во, тоа е последниот пат кога се видовме, иначе ми беше гостин во студио во утрински брифинг и онака пред да почне програмата или можеби откако заврши, ме праша: слушај, што мислиш, што треба ја да правам за да знаеш ова како да се понесам? Слушај, викам, Димитар, има
една работа која треба да направиш за да влезеш во историјата на Македонија. Што кажеш, што викам да го дуплираш буџетот на Министерство за образование и на Министерство за култура, ништо друго. Па не можем тоа. Ако не можеш, нема да останеш заплатен во историјата. Значи тоа на крајот на криштата, знаеш како тоа се минимални буџети во споредба со некои други министерства кои што имаат огромни буџети, а таму со таков вид на како кажам се, радикален пристап покажува што всушност тебе ти е приоритет во општеството. Да, како политичка, за тоа они немаат капацитет, нити имаат жел. Како политичка демонстрација, но види, не е само буџетот е политичкијата порака, нели, дека тебе ти е важно тоа. Но потоа треба и да имаш луѓе околу себе да собереш, кои ќе знаат да направат нешто, поготово кога зборуваме за овие чувствителни сфери во општеството кои се и понатаму страшно закоравени и заостанати. И без кои нема да може да мрдеме напред никогаш додека таму не се чепне нешто. Но тоа ниту буџет има, ниту пак има луѓе да го направат. Па види сега, резултатот да тој ме сретно еден пријател пред известно време, вика пријател кој иначе е онака на браникот на либерализмот како идеи, како вредности во општеството и така натаму. Што прежбе пријателе, вика слушај да кажам, пошто веќе немам за кого да гласам во Македонија, реши вика да гласам за левица. Како бе за левица, не викам, пошто знам што мислам за левица. Па вика тој е можда вика најкусиот пат до тоа да го урнеме системот и да почнеме од ново да го правиме. Што значи како е многу опасен експеримент, морам да кажам. Да. Тоа е што Па, мислам дека прилично и го исцрпевме дневниот ред за ова издание на подкастот. Секако дека ќе ни се фрлат сите што треба уредно да не прокоментираат и драго ми ако покренеме некаква дискусија, макар без многу големи навреди, ако биде уште подобро. Да. И мислам дека е доволно за ова издание на подкастот. Па добро, ако сме на крај, па да, добро. Тебе и тие, колку си е тие сад тебе, Сашо, таму? Могам, не те слушнав сега од ovo. Колку е сад таму? Малави и Македонија, според последното пеглање на времето што го направивме во Македонија, ние имаме иста временска зона. Така што овдека е исто толку часот колку што е Македонија. Па добро, зашто ова сега ми изненади. Ја почеков дека ќе ми кажеш нешто 13, 15, нешто 20. Па не, минатиот пат малку зборувавме за тоа. Малави е земја во која што нема годишни времиња, овдека нема лето, зимо, есен и пролет, туку има сува сезона и мокра сезона. И температурата никогаш не паѓа под 7-18, ама и не оди многу над 29-30. Така што, бидејќи сме иста временска зона, а температурно овдека е една вечна пролет, зашто сега многу врне се разбира. Добро, почитувани слушатели, попријатно отколку во Македонија за живење, барем што се однесува до климата. Enjoy. Почитувани слушатели, со ова го завршуваме јавувањето на нашиот специјален дописник од Малави, кој следниот пат ќе ни се јави од Адис Абеба. Кажи ти за подкаст од Малави, Сашо Ордановски. Одјави се. Се надевам дека следниот пат од Етиопија ќе биде исто така убаво времето, па и можеби подобро ќе се слушаме. Поздрав од мене. Него ја имаме на тура по Европа цела да правам, тоа ти ќе бидеш во студио и ќе видиш како ќе изгледа да разговараш со телефон. Ајде, поздрав ја. Ако може да не издржа слушателите, се друго е помалку важно. Поздрав. Поздрав.